4 од 5 членови на судскиот совет не одговараат дали ќе имаат доблест да поднесат оставка од своите позиции ако собранието изгласа интерпелација за нив. 5-тиот пак не гледа причина за такво нешто ако собранието му изгласа недоверба. Алфа телевизија се обиде да стапи во контакт со поранешните претседателки Павлина Црвенковска и Весна Дамева, екс-подпредседателот Селим Адеми и Тања Чачарова-Илиевска. Сите решија да не одговорат на нашите повици и СМС пораки. Чачарова-Илиевска го прекина повикот. Црвенковска, Дамева и Адеми воопшто не одговорија. Во моментов корисникот е недостапен. Одговори немаше ниту на СМС пораките со конкретно прашање дали би поднеле оставки доколку биде изгласана интерпелација за нив, но оваа тема во јавноста единствено се огласи 5-тиот, за кој ќе расправа собранието Милјази Мустафа. За вториот канал на МРТ кажа дека би поднел оставка само доколку се констатира професионална повреда или пропуст, а не поради интерпелацијата во законодавниот дом. Nog dat коментај ситуацијата парапракишт, да пресим по Додека такво нешто не постои, не чувствувам ниту морална, ниту професионална одговорност да преземам таков чекор. Не сакам да се мешам, ниту да коментирам за законските права на претениците во собранието на Република Македонија. Но мислам дека тоа не е вистински начин да се реши ситуацијата што владее кај нас. Речи се сите 5 членови на судскиот совет кои се избрани во собранието имаат конекции со поранешната власт на двоецот СДСМ ДУИ. Експредседателките Весна Дамева и Павлина Црвенковска никогаш не биле судики, туку стручни соработници во кривичниот и апелацискиот суд во Скопје, а влегоа во советот под превезот. Истакнат правник, Дамева беше член на правната комисија на СДСМ, а Црвенковска важи за близок човек на Заев. Селим Адеми пред да решава за судбината на судиите, бил секретар во општина Гостивар и државен секретар во секретаријатот за спроведување на Охридскиот рамковен договор. Овој ресор со децении го добиваше исклучиво ДУИ. Поранешниот шеф на државата Степан Даровски го предложи, а пратениците го изгласа и колегата на Адемиот секретаријатот за спроведување на рамковниот договор Милјази Мустафа и последно избраната адвокатката Тања Чачарова-Илиевска е име кое се поврзува со СДСМ. Таа била посебен советник на екс-министерката за правда Рената Десковска и во минатото донатор на социјалдемократите.